Почитуван председател на ВМРО ДПМН, господин Христијан Мицковски, почитувани колеги, почитувани членови на Советот од општина Ѓорче Петров, почитувани присутни, драги мои Ѓорче Петровци, пред нешто повеќе од 100 дена сите ние заедно ја добивме довербата од нашите граѓани. Јас ја добив таа доверба од жителите на Ѓорче Петров, доверба која значи огромна одговорност, но и обврска за реализација на ветените проекти. За нас е не толку голем период, можеби временски, но сепак доволен за жителите на нашите општини да ги почувствуваат разликите и позитивните промени и насоки во кои што се движат нашите општини. Јас во мојата кампања ветив дека ќе бидам постојано активен, исполнителен и отчетен пред жителите на Ѓорче Петров и така и започнав. Со бројни активности, а така и ќе продолжам на терен меѓу вас, граѓаните на Ѓорче Петров. На почетокот во општината Ѓорче Петров затекнавме не толку сјајна финансиска ситуација, девастирана општина, но тоа е уште поголем мотив и мотивација за се фатиме веднаш за работа и активности за да го направиме Ѓорче Петров она што и го заслужува, да биде модерно, хумано и урбано место за живење. Стартувавме многу амбициозно со цел да го подигнеме квалитетот на живење, со максимален ангажман во делот на чистотата и хигиената на јавните простори. Тоа ни беше еден од основните приоритети во кампањата, а тој го реализираме уште од самиот старт на нашето раководење со општината Ѓорче Петров. Успеавме за многу кратко време да го речиме еден деценијски проблем, а тоа е дивата депонија во Ново село. Успеавме истата да исчистиме со површина од 11 хектари, а однесовме негде над 200 метри кубни каба, шут и смет од истата локација. Сега таа е чиста локација на која што за многу брзо време ќе стартуваме со изведба на проект заедно со градот Скопје, а тоа е нов мегапарк во Ѓорче Петров. Проект на кој што сме чекале со повеќе децении наназад. Покрај ова, успеавме да санираме и да исчистиме повеќе други микролокации, дел во урбаниот и дел во руралниот дел на општината. Паралелно со овие активности работиме посветени во подигнувањето на нови зелени површини. Таква е и ситуацијата со паркот на улицата Македонска војска, кој што е со површина над 850 метри квадратни, каде е посаден нов дрворед и каде што новите тревни површини се опремени со нови модерни системи за автоматско наводнување и одржување на истите. Покрај овој парк успеавме во ова кусо време да ревитализираме и дополнителни над 2000 метри квадратни зелени површини. Дел од нив на улицата Васил Чакаларов, а дел покрај улицата Лука Геров. Успеавме и целосно да уредиме и да осветлиме со ново, модерно лед осветлување и пешачката патека на кеот на реката Вардар. Тоа е патека со должина од прилика од негде над 2000 метри. Во делот низведба на инфраструктурата, подеднакво работиме во урбаниот и во руралниот дел на општината. За овој период успеавме да изградиме нови 500 метри водоводна мрежа во руралниот дел во населеното место Волково. Дел на крак од улицата 22 и дел во поголема должина на улицата 102. Паралелно со овие изводи се работи исто така и во урбаниот дел на општината. Таму во финална фаза изведбата на атмосферската канализација на улицата Манчу Матак во Хром, која се должина од негде од 850 метри, ќе ги прибере атмосферските води во овој дел од местната заедница. А во моментот работиме и на изведба на уште еден капитален објект, а тоа е атмосферската канализација долж улицата Радушка со уште поголема должина од приближно 1200 метри. Изградивме и нови 2000 метри пристапен тампониран пат за жителите на населените места Орман и Никиштани, со цел да можат тие полесно да дојдат до своите обработливи површини. Се реконструираше и коловозот на неколку поголеми улици. На улицата Алекс Одемниевски 23, на улицата Беаскуле, на улицата Крсто Раковски во Ѓорче Петров, а во моментов се врши изведба на целосно нов коловоз на улицата Манчу Матак во Хром. Во моментов во Ѓорче Петров се работи во 3 основни училишта. Во 2 во Тихомир Милошевски и подрачното на Димитар Поп Ѓоргиев Беровски се вршат доградби, а во едната во Димитар Поп Ѓоргиев Беровски започнавме со целосна реконструкција на ходниците, на подовите и изведба на нови инсталации во тоалетите. Дополнително на што ќе следи во наредниот период во истото училиште е поставување на целосно ново
нова енергетски ефикасна фасада. Го поврзавме, исто така и го поврзуваме во моментов и подрачното основно училиште Димитар Поп-Георгиев Беровски во Хром, заедно со градинката Росица на системот на централно парно грејење, што ќе ни овозможни од наредната година да имаме многу помало загадување во овој урбан дел на општината. Изготвуваме и проектна документација со која што ќе ги офатиме сите јавни објекти во општината Ѓорче Петров, вклучувајќи ги тука и училиштата и градинките, за поставување на нови модерни фотоволтаични системи со цел да направиме исчекор во насока на енергетски независна општина во иднина. Во соработка со УСАИД обезбедивме исто така и средства во наредниот период да го замениме дел од азбестниот покрив на спортската сала во основното училиште Страшо Пинџур. Во моментов во завршна фаза се изведбите на детската градинка Сонце во Волково, со што се надевам дека во брзо време ќе биде оспособена и таа да биде ставена во функција на децата. Во наредниот период започнуваме и со дигитализација, модернизирање на општинските услуги, преку примена на веб апликација, лесно достапна и функционална. Целта е да доближиме до општината што е можно повеќе до граѓаните, да трошат што е можно помалку време, а да може да добијат што е можно побрза и поквалитетна услуга од општината Ѓорче Петров. Во наредниот период активно работиме на отпочнување со уредување на локалитетот Крст во селото Кучково, како изградба на нова пешачка патека и велопатека до истиот локалитет, со што Кучково ќе биде еден современ, модерен аутдор центар за Ѓорче Петров и за околината во Скопје. Во напредна фаза ни е имплементацијата на проектот со меѓугранична соработка со општината Ново Брлово Косово за изградба на пречистителна станица и нов колектор во населеното место Орман во Ѓорче Петров. Со изведбата на оваа пречистителна станица, општината Ѓорче Петров ќе биде првата од скопските општини која што ќе има две пречистителни станици во својот рурален дел. Во тек е изведба, во завршна фаза е процедурата за изведба на нова бушотина во село Кучково, проект кој што го ветивме како еден од нашите приоритети во изборната кампања, а со кој што ќе обезбедиме дополнителни количини да не се доведуваме во ситуација во Кучково како што имавме во минатите години. Ѓорче Петров ќе биде модерно, убаво и хумано место за живење. Тоа го ветивме во кампањата, тоа и го реализираме. Ви благодарам.